идеята за да направиме еден таков манастир, едно такво дело за маршефијата, потекнува бидејќи 50 години се бавам со бизнисот за здравството и еден од првите кој ја употребил лекарската доктрина исцелители, тоа е Свети Пантелеймон. И точно и нашиот цел холдинг систем на здравствени аптеки во Зегин се под патронат и патронен празник им е Свети Пантелеймон. Од тие причини ние реши во мојот крај да направиме едно такво дело, бидејќи јас сметам дека веќе ние имаме преку 230 апотеки на балканскиот простор и бидејќи потеклом од Малишевијата, сакам тука да оставиме и тука да се разбереме од овој крај тргнале и првите просветители Кирил и Методија. Тоа, значи, од тука почнале и својата моравска мисија во светот е почнале. Така да ова дело представува еден аманет нивните генерации да се очуваат верата, да се очуваат потеклото и да знаат дека сепак треба да се верува во Бога и да се, како да ги наречем, да бидат на некој начин верници на своето дело. Денес поставивте камен темелник. Кога да очекуваме црквата да биде целосно изградена? Се тоа зависи од мајсторите, али јас се надам најмногу до 2 години. Комплексот е на добро место, средства се обезбедени, проектот е добар, во соработка со Македонската православна црква и се надам дека идната година или наредната ние ќе бидеме тука на Свети Пантелеймон да го прославиме нашиот патронен празник на Зегин и вогледом ги канам сите верници да доаѓаат овдека и да ги видат и нашите заоставштини од Свети Кирил и Методија. 2 години поред сте главен спонзор на фестивалот Етно плоштад во Берово. Што да очекуваат посетителите оваа година? Оваа година посетителите очекуваат една мега звезда, Северина, позната, таа е, можам да кажам, евробалканска мега звезда и сметам дека кокиланската година кога беше Здравко Чолич и оваа година ќе уживаат во гостопримството на малишевскиот народ, во специјалитетите на малишевскиот крај, во здравата храна, убавиот воздух и сето тоа возможува едно добро расположение. Затоа ги канам денеска вечер и утре, кога точно верската слава, тука треба да има некаде околу 30.000 оброци кои се даваат за верниците за тој празник. Така да ги поканувам преку вашата телевизија и се заблагодарам на вас уште еднаш и ги покануваме и не само оваа година, и во наредните години да не ја заборават Малишевијата.